И тогаш речено сите нас не инспирираше да почнеме да занимаваме со спорт. А јас бидејќи бев многу години болен со бубрези и не смеев ништо да спортувам. Бев во многу лоша физичка состојба. Меѓутоа реков, ако учителот ми препорачува да го правам тоа, и јас веќе не ги примам тие инекции еднаш месечно по некое чудо, реков ќе пробам со спорт. Почнав со трчање 3 километри, 5 километри, 10 километри. После изтрчав прв од 10 километри прв маратон 42 километри. И одеднашка сватив дека тоа ја што не можам да спортувам, дел било од мојата, да кажем, дисхармонија овде, меѓутоа голем дел било и во мојата глава, што нешто ме спречувало да тргнам да спортувам или да правам нешто озбилно. И потоа се пријавив на трки на 100 километри. Во тие 100 километри кои траат околу 10-11 саата трчање. Човек има многу длабока шанса да го доживее умот, како после 30 километри умот почнува да ти дава сигнали да престанеш да трчаш. Дека веќе си изморен, дека веќе те болеат колената, те боли кукот и дека ако не престанеш ќе ти се случи нешто лошо. И ти додека трчаш, ги одбиваш тие мисли со твојата волја. И сето тоа трае и трае. Значи трката трае 11 сата. И ти со твојата волја ги отфрлаш тие мисли, меѓутоа тие мисли пак доаѓаат. И ти викаат престани, ти со твојата волја ги отфрлаш. Меѓутоа после некое време тоа почнува да станува непријатно. И така некаде околу на 60 километар одлучив повеќе да не мислам. Односно тие мисли што ми доаѓаат и ми кажуваат да не трчам. Наставно ги отфрлам без да им давам одговор. Мојата волја повеќе не ја користев во спротивен правец да ги отфрлам мислите, туку мојата волја искористив да ги блокирам мислите. И тие последни 30-40 километри јас трчав во транс. Значи потполно немав мисли, ми се избистри умот и одеднашка мускулите ми функционираа, колената ми функционираа. Можев да трчам со огромна брзина. Луѓето гледаат од страна и ме прашуваат дали сум земал некоја дрога. Тоа беше моје второ длабоко искуство каде што можев да видам дека умот е само алатка, односно последица на нашиот живот. Значи нашиот ум како функционира, зависи од тоа како функционира нашиот живот. Тоа се вика карма јога.